Добре дојдовте во темата на неделата. Овој пат за реформите во судството и дали тие се прават само во интерес на власта. Секоја власт настојува да има контрола врз судиите, а најчесто за вистински реформи нема политичка волја. Во Македонија, според познавачите, судството со секоја реформа досега оди од лошо кон уште полошо. Реформите се сведуваа на избор на нови судии, кои се според мерката на власта. Сега пак, иако се приоритет, реформите се заложници на крупните политички прашања, како на пример договорот од Преспа. Политичката волја е клучна за независно судство. Реформите во судството се приоритет за приближување на земјата кон Европската унија и од нив во голем дел ќе зависи какво ќе биде судството во иднина. Реформите се болни, но неопходни, вели поранишниот преседател на Врховниот суд Дане Илиев. А во спроведувањето на реформите сме на дното, оценува тој. Беше лошо во еден период, па дојде полошо, сега е најлошо. Што да земеме за репер во било која држава, ние сме мајстори да тоа го измениме, да го прилагодиме, тој модел е прилагодлив на македонската правна култура и така натаму. Не е точно. Ние треба да се определиме. Сакаме вакво судство кое го гледаме во Словенија, во Германија, во Франција. Не е битно во одна од земјите во Европа и така треба тоа да се спроведе. Невладини организации мониторираат како се спроведуваат реформите во правосудството. Од таму се надеваат дека со тоа ќе извршат притисок врз власта да ги спроведе реформите. Иако има многу прашања на имплементација во однос на реформите кои што можат да бидат испорачени без функционален парламент, сепак голем дел од нив исто така мораме да кажеме дека се во голема мера заложници на големите политички прашања, односно прашањата околу референдумот и спроведувањето на договорот од Преспа. Од власта велат дека продолжуваат со реформската агенда независно од политичките предизвици. Наведуваат дека најавените реформи навремено ќе бидат спроведени. Од опозицијската ВМРО ДПМН пак обвинуваат дека премиерот Зоран Заев ја погребал, како што велат, правната држава. Велат дека пресудите и обвиненијата се пишуваат во седиштето на СДСМ, а кога Заев е во паника, го активира, како што наведуваат, партиското обвинителство СЈО. Илиев вели дека од осамостојувањето на државата секоја власт тежне е да го стави судството под своја капа и дека тоа го прави најчесто преку избор на судии. Секој кој ќе на власт прави реформи, прави стратегии, прави ова, но тука останува. Што е причината, ќе мора тие да разлагат во тоа, но тие се ротираат, едни по 4 години, по други и така натаму, сето тоа што ветиле останува. Граѓаните на крај краишта бараат ефикасна правна држава. Во извештаите на Европската унија и на Соединетите држави за Македонија во делот на судството се наведува дека тоа треба да се заштити од политичко мешање. Во нив се нотира и дека неказнивоста останува широко распространет проблем. Состојбата со судството не е розова и во некои земји членки на Европската унија. Во Полска, председателот Анджеј Дуда во почетокот на месецов наименува 27 нови судии на Врховниот суд. Ова е само дел од така наречените реформи во судството во таа земја, кои ја предизвикаа Унијата да покрене судска постапка против Полска за кршење на нормите за владење на правото. Наименувањето на новите судии беше направено и покрај тоа што Врховниот суд нареди да се задржат судиите избрани пред победата на конзервативната партија Право и правда на изборите во 2015 година. Политизацијата на судството предизвика огорченост кај Европската унија, кај полските либерали и центристичките опозицијски и граѓански групи кои велат дека земјата оди кон авторитаризам скоро 30 години по падот на комунизмот. Преку законодавството и кадровските промени, велат критичарите, партијата Право и правда де факто ја пресете контролата врз поголемиот дел од судството, вклучувајќи го и Уставниот суд и обвинителството, како и да ги претвори главните информативни програми на државните медиуми во пропагандни алатки. Владата вели дека промените се потребни за да се подобри ефикасноста на судовите
и да се ослободи оваа источноевропска земја od остатоците na komunistyczko władenie. W ten sposób zrealizował się kolejny z etapów reformy wymiaru sprawiedliwości, niezwykle dla nas ważny, dlatego że powołani zostali także sędziowie, którzy będą orzekać w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej Spraw Publicznych. Dziękujemy bardzo. Полското судско надзорно тело, коему препорачува судски наименувања на председателот, до 2015 година беше главно составено од суди избрани од други суди. Сега тие се избрани главно од владеачката партија. Во минатиот месец, Врховниот управен суд пресуди дека постапката за назначување нови судии на Врховниот суд ќе биде ставена на чекање, но Муха вели дека ова одлука не била обврздувачка за председателот. Wydaje się, że ta decyzja jest podyktowana chęcią wyprzedzenia potencjalnego postanowienia ze strony Trybunału w Luksemburgu. Предходно партијата Право и Правда донесе закон со кој се принудуваат на предвремено пензионирање повеќе од 1/3 од судиите во Врховниот суд. Промените, кои според критичарите ги подкопуваат слободата и демократијата, ја предизвика и тужбата на Европската унија за кршење на независноста на судовите во една земја членка. Około 30% sędziów słyszało już o naciskach politycznych w swoim środowisku, a 15% sędziów samo tego doświadczyło. Proszę Państwa, 15% sędziów przy liczbie około 10 000 sędziów to jest 1500. 1500 sędziów doświadczyło nacisków politycznych już w chwili obecnej. Европската комисија побара од Европскиот суд на правдата со седиште во Луксембург да прекине примената на законот додека не се донесе пресуда за спречување на присилното пензионирање на судиите и на назначувањето нови. So, indeed, the Commission believes that the continued application of the retirement regime foreseen in the new law would lead to serious and irreparable damage. Таа додаде дека Европската комисија оценува Отипоскиот закон за Врховниот суд е некомпатибилен со европското право, бидејќи ја подкопува судската независност. Тужбата во судот е одвоена од процедурата на покренување на нуклеарната опција, која Унијата ја води од крајот на минатата година против Полска, а од неодамна и против Унгарија поради низа реформи во нивните земји несоодветни на европските закони. Тоа беше се во ова издание на темата на неделата, посветено на реформите и квазиреформите во судството. Нашите содржини можете да ги следите и на социјалните мрежи, како и на YouTube. До гледање.